Добар ден и од мене. Јас се сеќавам пред повеќе од една година кога ги добив првите панични повици од страна на колеги од компании кои што директно беа погодени од оваа мерка. И навистина и тогаш не ми се веруваше, затоа што се доаѓам од индустријата и сум на привремен престој во администрацијата. Ќе се вратам од каде што дојдов. Не ми се веруваше во тоа што се случува, дека едноставно преригидно се толкуваат одредени законски норми и дека апсолутно треба државата биде во функција на бизнисот и на граѓаните, а не обратно. Но се доведовме во ситуација, јас не сум правник, дека ќе мора да имаме некаков вид на автентично толкување за да не правиме законски измени за да компаниите немаат проблеми во своето работење. Сакам да се заблагодарам и на иницијативите кои што дојдоа од Масит и од Македонија 2025, но и на сите компании кои што реагираа на ова. И ова е уште еден пример на добра соработка помеѓу бизнис секторот и јавниот сектор, каде што заедно можеме да обработиме нешто, кога апсолутно ќе се сватиме, кога знаеме што е потребата и заедно влегуваме во таа работа. За жал ова не е единствен пример. Значи вакви административни бариери, потешкоти, ригидни толкувања на закони има и во други области. Ние сега успеавме во ова, но со ова се соочуваат и други компании. Навистина се обидуваме на многу нешто, особено во делот на администрацијата, да системски, нема да кажам грешки, но потешкоти кои што траат повеќе од една, две или три децении да ги смениме. И тоа е процес во кој што ќе треба заедно вложуваме да имаме соработка. Значи апел до сите оние кои што имаат ваков тип на проблеми, заради толкување на одредена законска норма, знаеме што е целта на нормата. Не е ова да се казнуваат компаниите, односно плаќаат дупло, мене кога ме прашате данок, да веднаш придат до било која од институциите соодветни нормално на власта, за да се обидеме заедно да ги решиме. Ова е една од најбрзо растечките индустрии кај нас. Ние се обидуваме да направиме Северна Македонија новата IT дестинација, па и Западен Балкан. И ова е дополнителен импулс кој што апсолутно треба да ги мотивира и постоечките компании да го прошират своето работење, но и нови да дојдат тука. Уште еднаш да го реафирмирам наш предлог кој што веќе го кажавме во јавноста до крајот на годината дека ќе го намалиме и данокот на добивка за IT компании, значи една палета на мерки која што треба да не направи атрактивни како земја за инвестиции во овој дел. Благодарам за соработката на сите и тука сме и понатака за било што мислите дека може да ви помогне во вашето работа.